Велики четврток е четвртиот ден од страсната седмица пред Великден, а се нарекува уште и чист четврток. Но овој ден се одржила тајната вечера. Последната вечера на Исус Христос со неговите ученици пред да биде предаден и распнат од Јуда. Денес во црковните храмови се одржуваат посебни богослужби и обреди, во кои се зборува за значењето на понизноста, љубовта и служењето на луѓето еден на друг. Според верувањата, на Велики четврток светите апостоли директно ја примиле причеста од рацете на Господ Исус Христос. Затоа, на овој ден, верниците се повикуваат да ја примат причеста и да им се прости за гревовите. Се наоѓаме во последната седмица од Великденскиот пост, седмица која што се нарекува и страсна седмица или страдална седмица, затоа што овие денови се последните денови од животот на нашиот Спасител Господ Исус Христос, денови во кои што за последен пат проповеда, ги поучува луѓето, апостолите, учениците негови, недела во кој што е предаден, во средата е предаден од Јуда, на Велики четврток е постановена светата литургија, светата Евхаристија, на тајната вечера. Исто така на Велики четврток е фатен, биен, суден. На Велики петок е распнат, погребен и на Велика сабота вечерта спрема недела воскреснува. И воскресението е круна на нашата вера. Воскресението е суштината на нашата вера, затоа што сето она што било проповедувано во Стариот Завет се исполнува со животот и страданието на нашиот Господ Исус Христос. Немало друг начин како да се спаси човештвото, како да се обожи без второто лице од Света Тројца, Бог Син, да стане човек и да пострада заради нас, за да може да биде победено злото, да може да биде победена смртта. Свети апостол Павле вели дека напразна ќе беше нашата вера ако Христос не воскреснеше. Воскресението е суштината на нашата вера, победа на злото и со воскресението Христово нема власт смртта над луѓето. Денес се бојадисуваат и великденските јајца. Првите 3 пред изгрејсонце и во црвена боја, за која се верува дека ја символизира крвта на Исус Христос. Со првото бојадисано јајце најстариот член на семејството црта крст на најмалите, а потоа се остава пред икона за среќа, заштита и здравје во домот. Второто јајце е за Господ, а третото се носи во црква на литургија во недела. А ден пред тоа, односно во саботата навечер, верниците заеднички во црквата ќе го дочекаат Христовото воскресение.